Не би рекол дека секогаш нешто барам, ама дека бегам од нешто може да се каже. Ресет на Падосет. Што добре дојавте на уште едно издание во Ресет на Падосет. Јас сум Петар, а денес мој гостин е Филип Гергиев. Си имал ли некогаш патувања или пат кој што не би сакал никогаш да заврши? Првата година на Work and Travel во Америка. Тоа ми беше едно посебно искуство, каде што прв пат сум бил сам, без другари, со ново запознаени луѓе. Сум си прошол феноменално и предобро искуство. Што мислиш дека е потешко? Да почнеш со нешто или да застанеш? Дефинитивно да почнеш, поради тоа што кога ќе почнеш, едноставно самата поддршка што ја добиваш и самиот фидбек од луѓето што го добиваш е многу битен за ти да продолжиш. Ако правиш нешто добро, дефинитивно ќе го добиеш. Дали мислиш дека понекогаш бегаме од нешто кога патуваме или секогаш нешто бараме? Не би рекол дека секогаш нешто барам, ама дека бегаме од нешто може да се каже, баш поради тоа што многу често кога си правиме муабет дали со пријатели или фамилија, одам да си го излуфтирам мозокот, што се вика. Можеби не секогаш знаеме од што бегаме, ама дефинитивно бегаме од нешто. Дали ти често знаеш да избегаш од нешто? Да, може да се каже да. Кога патуваш на пример во автомобил со твоите содругари, слушаш музика? Да, многу често. Што музика слушаш? Ја слушам стрикно Каролина Гочева или било што и да спродуцира мојот другар Андреј Ник. Филип, ми беше мило што беше мој гостин, те препуштам сега на Нина. А вие гледајте Ресет.